Немало човек кој подобро го знаел духот на Охридскиот рамковен договор од Садула Дураку, вице-премиерот Бујар Османи денеска во одбрана на реконструкцијата, пред се на неговиот сопартиец, откако гневот и критиките на јавноста заради така наречената метла не престануваат. Додека власта прави обиди да објасни колку коректна и суштинска е реконструкцијата, опозицијата смета дека, на пример, Дураку требал политички да се пензионира, а дека Хусни Исмаили, новиот прв човек во културата, не ја знае ни оддалеку културата на македонското општество. Првиот човек на Бесабилјалка сами за Алфа велиот и практично заклучокот метлата на Заев е само дршката. Ова му се случи, значи, на премиерот. Тој со цел да ги добие изборите председателските, тој ветуваше се и се што. На премиерот му остана само држажот од метлата, а се друго остана исто. Биографијата на премиерот, мислам дека не требаше да биде толку долга, затоа што тоа би била добра биографија за директор на кооператива земјоделска. Зошто Куртулија министрите на Дуј? Заев е немоќен или Ахмети е многу моќен? Ако преживува во сите влади до сега 17 години, тој има една моќ која стои зад него. Сигурно тоа не е народот, не се албанците, но изгледа има нешто на кое служи. Како што знаеше добро да служи на ВМРО на Груевски, изгледа сега добро служи и на Заев. И затоа, значи, Заев сега го слуша и го почитува толку, иако народот, сите без разлика, дали македонците, дали албанците, го имат кажано својот збор за Дуј, за Ахмети. Дека реконструкцијата ќе изгледа вака, уште пред да се случи, предупредуваа самите членови на СДСМ, поранешни високи функционери во партијата. Толку многу е исчистен кадровскиот потенцијал од партијата после доаѓањето на Заев како водач, што солидна замена за било кој функционер тешко дека ќе се најде, предупредуваат тие.